Чајанка со Радио Милева. Здраво и добре дојдовте во третата епизода од нашата омилена Очајанка, каде што заедно со една чашка чај, трите Милеви, ги решаваат вашите проблеми со многу ентузијазам и ич стручност и најчесто сакаме тоа да го правиме во придружба на драги гости. Па така денес во нашето студио ја имаме многу познатата и многу забавна Маја Казакова, чишто глас можете да го слушате редовно на Метрополис Радио во емисијата Маја за подворок и менопауза, а овде кај нас ја имате привилегијата не само гласот, туку и нејзиниот стас да го видите. Маја, добре дојде. Добро најдов и добро најдов, како се вика, не знам. Кога вака може да ме видат, имаат големо разочарување. Еден доаѓа ми вика: "Леле, колку те сакам." Ми вика: "Ми сега, на пример, кога ме види, ќе ме земе за жена." "Не," ми вика. "Не." Ми излагај од овде. И го среќам со жена. Ми викам: "Види го, овој многу ме сакала, неќе да ме земе." Да, убаво е да се види, а може и магијата се расипува. Некои ме замишляле дебела и црна, некои ме замишляле висока и тенка и слаба. И така, секој со своите замисли, но еве, јас сум таа. Ви благодарам што ме поканивте, секако сите фини гости, благодарам. И ви реков веќе со женски да не ме викате. Добро, требаше извини, следен пат евентуално ќе пројде ли ако ставиме бркови ние три. Може. Добро, супер. За денес имаме различни прашања од нашите гледачи, гледачки, слушатели и слушателки, зависи кој каде не следи. Па сакате да почнеме веднаш? Ајде. Значи, Маја, твојата работа е следна. Јас ги читам проблемите, ти имаш право да им помогнеш како да го решат, а тука сме и ние секако да се вклучиме со наши идеи. Ни пишуваат, ти ничем извана им одговараш. Тоа е. Значи, наместо кафе муабет, очај со чај. Одлично. Од прилика. Оди вака. Драги Милеви, ова прашање ме мачи од март, па решив да се консултирам со вас. Мал контекст за мојот проблем. Живеам во заедница со сопруг и дете. Јас сум главниот бредвинер, домашните обврски ни се поделени. На сопругот често му припаѓа миењето садови. Нему ниту една обврска во домот не му е проблем, но свекорот ова никако не може да го преболи, па така овој 8 март ми го честиташе празникот со порака повеќе да ги слушам сопругот и детето. Моето прашање е следно. Кој треба да го плесне свекорот со тавче? Јас или сопругот? И дали тавчето треба да е измиено или мрсно? Јас не би се светела со тавче, никако, пошто тоа ми се омилени делови во покуќнината, само готвам, ништо друго не ме интересира. Така што во моите ситуации секогаш имало баланс. Тој иде по мене ми ги собира чорапите, а јас само готвам, но еве веќе кога може би двајцата треба да се удрат, не знам, најверојатно е тоа наследно, свекорот, синот и така натаму, дека не ги преснеш, ништо не прават. Али би можело секој случај со манџата, кога ќе ми ја сготвиш, ќе ручаат и на крај со неисправно тавче да ги лупнеш. И јас би гласала неисправно. Да. Вие што мислите? Чекај малце, шо е тоа со 8 март, извини? Се јавил свекорот за 8 март се јавил. Не знам дали се јавил и честител 8 март, така што и рекол повеќе да ги слуша мажот и детето. И детето да го слуша. Да. Затоа што свекорот не му се допаѓа тоа што неговиот син мие садови. Па не му се допаѓа веројатно и што е она breadwinner. Веројатно, да. Па breadwinner, да. Што breadwinner? Носеч на јади? Она ги носи парите. Да, кој го таа прехранува што заработува. Да, главната. Да. И уште да ги слушаш. Да. Не. Мислам дека јас би рекла прво нашата слушателка или гледачка, што и да е. Мислам дека треба да му го каже ова на својот сопруг, ако вакво нешто свекорот ти пратил ваква порака и фино лепо стварно да ги отера утри лепе. Мислам тоа е многу навредливо. Да. Јас би рекла дека би дала ултиматум сопругот да го истапа својот татко. И јас веројатно би одела така и тоа со мрсно тавче. Да, дефинитивно. Нема Или да се на купат сите така им машина за одговара садов. дома сите. Што викаш? На сите им одговара така дома да биде. Али еве совет наш е, еве, сакаме да бидеме фини и да помогнеме. Да. Мислам дека Ние не пропагираме насилство.
Добро, ова гледачката така си го пишала. Ние може да кажеме, не можеш да удираш со тавче, можеш Со со салфетки. сунгерче. Со сунгерче би било Така. добра замена. Да, со играчките на детето. Океј, одиме со второто прашање, вели вака. Јас, девојка, прекинав да се гледам со друга девојка. Не можем да извадам од глава и да се справам со целава ситуација. Особено ми е ново ова, бидејќи сум baby gay, а и во Македонија никогаш не се зборува за ВЛВ разделби, односно women loving women, жени сакаат жени. И бара совет. Што е тоа беби нешто? Baby gay. Baby gay. Baby gay предпоставуваме тазе прва врска, веројатно, да, прва гей врска е. По тоа не менја ствар дали е геј врска, секој оставање, разделување тешко само по себе и не би знаела да посоветувам, немам такво искуство, но Јас сум на твоја линија, не знам, што знам Ирина? Не Дали знам е како различно? Ништо, нема никаква разлика. нема никаква разлика, релација е врска е Релација си врска. релација, да. А при тоа имаш уште еден тон жени. Како baby gay. Има И време. ти ќе реси ќе си испијат најдеш, крв нема како сигурно си многу На млада крајот- чим си беби. Да. Беби. На крајот на краиштата на жена секогаш е полесно, тука има некаква предност. Чувството на скршено срце и натагување по љубовна врска им е допуштено многу повеќе на жените отколку на мажите, па така, драга, ја нема шифра, драга baby gay, слободно можеш да си се жалиш за пропаднатата врска, ако ти е незгодно, ако не си аут, не можеш да зборуваш за тоа со Да. кој пол си се разделила, меѓутоа ќе те слушаат, ќе те разберат, мислам дека нема гајле, а секако во Македонија имаш и каде и да се дружиш и да запознаваш, има стафик рандеву настани, има други интересни места каде што можеш да одиш и да си најдеш некоја нова што нема да ти го Да, скрши како полесно еден, срце. како еден мој другар ми вика, мајо, па ти праќа му него слики, онако не се закачи за тие. Сигурно ги сподели со другарите, некои од другарите ќе ти се јави. Така да е, не е така најлесно, вака полесна ситуација е тоа. Епа добро. Одиме на Одиме. следното. Ајде. Ова е долгичко и така мене малце ме трогна ова наша гледачка. Вика, јас сум од повозрасната генерација ваши фанови и многу ми е драго за оваа рубрика. Сигурно не сум единствената со овој проблем, ама не знам како да си помогнам, па еве можете и вие да не знаете заедно со мене. Имам чувство дека бракот веќе не функционира, многу сме поминале заедно, сме инвестирали и материјално и емотивно, ама веќе тешко поминуваме време во иста соба. Имав чувство дека ние сме тимот кој треба да се држи заедно, ама сега имам чувство дека сме цимери кои неволно делат простор. Некои денови сакам да работам на бракот, други денови сакам да си одам, но немам поддршка. Имам 2 мали деца, родителите ми се починати, семејниот живот и работата ме имаат оддалечено од пријателките. Имам чувство дека ако не сум со него, ќе немам никој освен децата. Кажете ми Чаре. Подпис Павлинка. Сум била ваква ситуација што ништо не сум имала, ни пеперутка сме имале заедничка, ни папагал, ни риба, па тешко идат тие работи да одлучиш кога ќе си одиш, кога ќе си одиш. Мислам дека ќе и дојде само по себе. Најверојатно тоа е мојот сериозен одговор. Инаку мислам дека жените би си отишле од дома само да се добро финансиски организирани, дека мислам дека тоа многу добро ќе ги одржи живот и дека ќе се организираат баш и со децата, и со мажот, и со свекорот, и со сите тамо што живеат заедно. Тоа е моето мислење. Не дека парата решава се разбира, но емоциите не може ништо да ти ги испере у животов, но мислам дека е најфино да не да чека се, да трпи, да не знае што при, ама мислам дека самото ќе се каже. На некој му се каже за 6 месеци, на некој за 6 години, така. Мислам дека спротивно на расширеното мислење дека сега денешниве се разведуваат за еден попреку поглед, напротив, мислам дека луѓе сите ние седиме со сила во лоши бракови, затоа што, како што кажеме, не треба имале немале деца, тешко. Тешко Години оди инвестираш разделувањето, во нормално. релација со некого, тешко се оди, ама исто така нас од мали така нема да кажам воспитуваат, ќе кажам тренираат. Кондиционираат. Да, најважно е тоа.
немој да се разведеш, треба да истраеш. За бракот зборуваме како не баре не пуштиле у војна, па сега да издржиме. Да, па добро, ние така сме да воспитувани, ако не истраеме. си во брак, ништо не си направил животот. Неко ништо не си не, направил. ништо. Или ако не си слуган војска, не си мушко. Не си мушко. Да. Ајде, Слугане знам војска, баба ми луѓе во- викаше во лоши слугане. бракови што се Слугане војска. А се финансиски добро ситуирани. Знаме многу кои не се, па ете имаат некои проблеми. Ама исто така, можам да кажам, во јавност најчесто зборуваат жени кои што лошо поминале во разводот, кои што се жртви на насилство, кои што се борат за деца, за старателство, па и мажи исто така. Ретко слушаме убави приказни за развод. Ја често обично сум срамежлива, односно скржава во споделување на сопствениот живот, ама гордо раскажувам дека имам супер развод и дека ја од кога се разведов процветав. Емоционално, духовно, физички, психички, Да. како сакате. И сопругот исто така. Блазисимо. Да. Имам другарка која Се спаси од да. мене. Се спасила од тебе. Имам другарка која што се развела, никој не знаел и после некој време некој колеги вика: "Што пришме? Добре си." Кај муж ти, па вика, се разведовме. Па не личиш за таква. Да, Што кој знае требаше како да... ги замислиш? Рогови Не знам што веројатно требаше, треба да како имаме. да изгледаш кога Да. ќе се разведеш, но И мене ми се нека се случувало чува жената. на родителски, во градинка, кога беше керката, така, кога ќе се видиме и ќе кажеш дека се зато таткото не е не знам. Разведена, Да, една тага. И мене не ми, како мислиш, па мене ми е подобро од тебе. Мислам, ќе седиме ние додека ги чекаме децата, ќе пиеме кафе, тие ќе се жалат. Не знам, јас за својата слобода не се жале. Во таа смисла, ако е дојдено времето, што да издржувате? Никој не ти помага за децата, па таткото е одговорен, без разлика дали е твој супруг или не е одговорен за тие деца. Родителството не престанува кога ќе престане бракот. Јас мислам дека ако веќе до таму стигната работата, мирно договорете се, разделете се, тоа е заедничка врска која останува понатаму. Мене ми беше, извини што те прекинувам, токму овој дел дека ќе нема никој. Тоа е чувството, губењето на релации со другите луѓе е На нешто што припадност. веројатно не е ексклузивно за оваа наша гледачка. Многу често тоа се случува. Луѓето, особено жените во бракови и со деца, ги губат релациите со другите луѓе. И со тоа ја губат барем наведум мрежата на поддршка. Затоа јас би порачала да си ги проба да си ги врати своите конекции, да се дружи малце повеќе со пријателките, да си најде места во кои што ќе се чувствува добро и безбедно и креативно и ќе се забавува и можеби малку појасни ќе и станат работите тогаш во однос на незиниот семеен живот. Јас исто би препорачала да не купува мало бело кученце, бидејќи ми се чини дека тоа е нешто што го прават сите што имаат криза. Леле, Во по 6 пати да искачам од дома да го... Не, во Да ми Скопје дај само ми. погледни колку мали бели кученца има во градот. За мене тоа значи дека има некаква имам криза мало во бракот. Може би, не знам. Па и ми тоа се чини купува на дека крајот бракот. Exactly. Ми се чини дека кога нешто такво ќе се случи, дали децата потпораснуваат, па веќе нема нешто толку малце сладко во куќата. Друго, детето станува тинејџер, се купува мало бело кученце. Добро, некав дома црно-ружно. Абе, Не, земи да. джукела. Сакам да Шо и кажам. земеш, не можам 6 пати додам до доле да го... Да. Многу работа е тоа. Рипка. Рипка. И сакам да се надоврзам на тоа за Јана што кажа, значи кученце нема да го реши проблемот, но да, твоите другарки дефинитивно ќе го решат проблемот и иако знам, јас па многу другарките Другарките. се секогаш спасуваат. Да. Некаде читав таму, јас обожавам женски домакински муабети на Facebook, ги читам сите проблеми нивни цело време. И имаше едно баш за тоа дека Мене ме банира од некоја групата. девојка си, што викаш? Ме банира од групата. Јас и Јана сме Банирани сте? Оу, да ви знаев кој ќе ви дам скриншотови од се. Те молам. Па да ги говорате. Меѓутоа има баш вакви многу за тие жени кои што си ги изгубиле пријателките бидејќи родиле дете или бидејќи сите родиле дете, други само она не родила, па сега она се чувствува како да е отфрлена од ситуацијата, меѓутоа сите и таму совети кои даваат викаат нема врска, јавим се на другарките, се е во ред. Да. Така што Разговарајте Да, со не носи другарките. одлука у нивно име, да. секојаш што тоа во ова и во сите овие ситуации Јана што ни ги прочита тоа сестринството е секојаш најбитна ситуација дека девојките, жените, другарките Бога може ми да особено помогнат. во разделба и во развод, како што на жена и помагаат
другарки и колку се важно е да бидеш со жени, обкружена бар тој најтешкиот период. Точно они се сложни, ама секоја си има па и свое мислење и тоа уште поише те збунува што да правиш во животот. Тоа да. Па Па затоа нели и не ние сме сега не. тука 4 Ама душа она да за посолиме. тоа и Кога ќе ше- чуе толку кога многу ќе- мислења, може ќе стане јасно кое е нејзиното мислење Се во сето надевам тоа. искрено. Да. У крајна линија може заедно да си пивнат нешто. Ова искрено беше сезанција. Имаме едно кусо, ова ќе го прочитам, немаме одговор на ова баш, ама мене така ме дирна за срце, вика. Како да не ме фаќа екзистенцијална криза за се можно и страф од днината? Плач емоджи, срце емоджи. Не знам. И мене ме Никој фаќа. не знае. Немаме Што решение. да кажам? Но Мудри ова бриго немаме на решение, веселе. ама само сакав, затоа го одбрав we feel you. Така што нема гајле, сите сме во истата каша. Тоа е мислам Ствари природно има да те еден- фати криза на да размишљаш што понатаму, од кај пари за понатаму. Има еден, не ми текна еден српски глумец беше на едно интервју и е за таа изјава, тој уствари озречица некоја си ја користам во овие моменти на очеј и кога пропаѓаме достоинствено. Така е. Така што одиме додека можеме. Јавим се на другарките. Пак? Или на другарите, не знаеме дали машко или женско ова, ама како Да. да е, на твојата екипа Ма и на другарките јавим се. или Не, на другарките. Магарите Да, поише тоа што навлегуваат викаш, и да. поише го тупат. Така. Мор Што анализис, да. мор парализис. Значи ние види. сме родени за тоа. дај само да не Да. заборавиме кои машки нас не гледаат и не следат. Да. Така што си се емпатични, си се окей. Тоа да, ама генерално на маж да му кажеш ево ова. Ајде бе брат, ке биде се Да, окруживај. а жениве кога ќе навлезат, ќе го тупат. Заглавуваме скроз. Ние е многу. Да, многу. Ма такви сме. Па ја уживам во тоа, искрено да кажам. Како? не? Како викаш анализис парализис? Мор анализис, мор парализис. Одлично. Точно, да, имаш право, никогаш не сум го размислила вака римувано. Шпав. Сега, бидејќи сме малку при крај со времето, чајчето ни се лади, тешко ми е кое да го одберам за крај, па сега кажете ми, сакате да чуете проблем на женска или проблем на дечко? Абе, кој брз, ајде, дај двата. Дај, Двата ќе ги решиме. Ајде, Ајде. добре. решиме, ајде. Седмицата сакаш да ја прочитаме? Ајде. Драги милеви, девојка ми флирта со мои другари, што да правам? Маја, кажи. Ова е Бештија машко една. така? Па не знаеме, ама девојка има негови другари, Да, мушко најверојатно е. е машко. Веле Штрумф, моја шифрата. Аха. Девојка ми флиртува со другарите. Со неговите другари. Па мислам дека тоа може да се случува погодотоа у помлади години и со девојки кои што имаат помалку само како се вика само доверба, Така, како вика- сака да се допаднат. Да, така како викаат, кокетна сум. Кокетна била, да. Не знам, гадно е, што да Па кажам. не може да се спречи тоа, не може што да. Па кажа, нека и каже. Зависи флиртот што е и каков е. Не, Тоа носи има не носи врска. нигде. Не искачете Заклучија, заедно. дома другарки, врзија таму за радијатор. Не, пошто Немаш е да- потпишан како Веле Штрумф, јас си претпоставувам дека може би он во своето друштво е некаков алфа. И сега ова е, нели, си правам јас Од женски проекција. аспект, ајде. Од женски да. Ајде сега, кои се ќе го собрали затупиме каде, сега. кои? Тоа го реши Што бил проблемот, главен не ја бил, не викај. знам што бе. Не ја викај со тебе у град, ја решена работа. Само со Може би другарки. поентата на флиртот е малце да го деалфизира. Не. знам. Не. Има начини на делфизирање милион. Ја ќе се пуштам на негови другари, зашо он мене ја нешто да го спуштам него на земја. Исто Па не мајка знаеме. бара со него, шо бара со него. Не знаеме како е флиртањето, може би се обични пријателски гестови што тој ги интерпретира како флирти. Тоа е исто многу тешко да знаеме. не, Премногу не. е кусо. Што? Маја, они курвичи. Ја би рекла, Точка. флиртај ти со него, со Со нејзините нејзините другарки. Како не, тоа ќе правиме. Абе, не ја викај, не Ами не искај. ја викај готово, Маја, нема што да Маја, искачат у најдобро- парови, ајде здраво. Најдобро решение. Ја мкнам со А мене, баш е нема досадно, шанси. да. Дај, Да. молим те. Нека. Ајде. Ајде едно да ви прочитам, вели вака. Исто е од машко. Здраво, јас сум дечко кој не може да си фати женска ради невролошки проблем, тик, нема да кажам кој е за да не се открија. Не сум малтретиран, не е од траума, нормален дечко сум со нормални вредности, ама ради мојата ситуација ни една не сака да биде со мене. Суштински спаѓам во инцели, пошто сакам девојка, а они не ме сакаат мене. Не сакам да станам говедо како да си помогнам.
Ова е баш нестручен совет од наша страна ќе биде. Така, кога не прашав пред да дојам у емисија, што ќе збориме. Лео, нема поима, ја и Ирена Јана ги знае Ние само. не знаеме. Не, да, ова вреди да се малце да се мислам најлошо нешто што можеш да направиш е да станеш инцел. Ниту тоа ќе ти го реши проблемот, ниту твојот живот ќе биде подобар и добро на добар пат си. Што му го напиша дека не сакаш тоа. Мислам дека поголема ова отвореност кон секој проблем кој што си го носиме, секогаш е привлечен. Значи отвореност и прифаќање на тој проблем го прави човекот кој што го има секогаш многу попривлечен отколку криењето или па некаков тип на омраза. Сега многу е тешко да се пренебрегне една таква ситуација, ми се чини. Меѓутоа јас би препорачала на секој што има еден таков проблем за кој што па и општеството не е сензитивизирано и може да прави нели да девојките да имаат предрасуди баш поради тоа, да помогне кон сензитивизирање баш на општеството и кон зборување отворено за таа работа. За мене тоа е секогаш било привлечна отвореноста кон сопствената ранливост. Мислам дека на сите нас не е најтешко да го поминеме тој процес да се засакаме себе си. Да. Со сите мани, недостатоци, тикови и се што носиме. Штом си на тоа место и са тој пат не е некој спиритуален, не знам каков пат. Тоа е работа на буквално посветување време на себе, можеби со психолог, можеби сам. Тоа сакав да кажам. Да. На психолог одев, у моја смена исто доаѓаше еден дечко баш со тикови. Кам добро е некој се заангажирал околу себе, ете, тргнал на психолог. За понатаму не знам како се развивало сето тоа. Но што би рекле ке нас, за секого има по некого. И тоа е точно, мислам дека ќе се најдете, ама па и од друга страна мислам дека премногу сме пуни со критериуми некакви си, дека замишляме дека треба да имаме не знам си какви луѓе покрај себе. Фино е тоа да се цениш и да сакаш да имаш некој покрај тебе, како што мислиш дека треба да имаш, но таквите луѓе најчесто се отфрлаат, се разбира, и се нешто се идеализира и така натаму, али со среќа нека е. Јас му посакувам среќа, еве, ја не сум, мислам, сосема разбирам, нели, цел живот некој ми се подсмевал мене за мојот нос, одскоро ми се подсмеваат за седата коса, така што знам како е кога постојат надворешни фактори кои што сакаат да ја нарушат твојата самодоверба. Меѓутоа твојата самодоверба ќе дојде токму од тоа што знаеш дека и покрај кој да е тој тик што го имаш, си ги знаеш твоите вредности и тоа е доволно. И во еден момент ќе биде се окей. Јана, како живееш без отлукав нос? Да ти кажам, сум се навикнала, пошто со нос излегов од мајка ми. Се натренираме. Носот прв искочи, така што јас другачие не знам, некој да ми го земе, веројатно ќе почнам да паѓам наназад. Ако влие ова нешто што кажавме, барем некаков и каков совет, ве молам да ме известите. Ќе барам процент од ова. Ако имаме, како се вика тоа, follow-ups, како се вика, повратни информации, втор дел од приказките ги повикуваме нашите гледачи да не известат за разврските, па да знаеме дали правиме корисни работи или штета. Посебно за тавчето сакам да знам. Го изми или не. Дивојки, чајот се улади. Маја, ти благодарам многу што беше наша гостинка. Благодарам. Ќе се видиме сигурно во некоја наредна прилика. Со машки. Да, со машки. Со машки или ние со бркови. слушаме. Јас можам на мојот Да. нос, знаеш како да закачам бркови? Може Вакви си не густи пати еден. така и ќе се правам дека не се знаеме. Супер. Одлично. Па ќе флирташ со нашите другари. Ете. Да. Фала ви што бевте со нас во уште една епизода на Очајанка. Праќајте ни ваши проблеми, ќе ги раскантаме вака како и денес, ќе ги читаме и ќе сочувствуваме со вас и со вашите проблеми. Чао!